од многуте владини мерки кои се практикуваат за намалување на невработеноста во државата. Голем резултат дава мерката за вработување на млади лица до 29 години. Бројките покажуваат дека работодавачите во општините Штип и Карбинци се задоволни од мерката за вработување на млади лица до 29 години. Во Штип може да се пофалиме дека од првиот закон кога беше донесен за ослободување од придонесите за здравствено и пензиско, значи на млади лица до 29 години, од 2014 година до денес имаме вработено 874 млади лица до 29 години. Најголем интерес за вработување на млади до 29 години најчесто има во услужните дејности, но овде не изостанува и само вработувањето, односно се повеќе се зголемува бројот на лица кои започнале собствен бизнис, додава Димчов. Во конфекциите во Штип интерес за вработување на млади лица постои, но има во самиот закон едно ограничување, значи самите фирми за да вработат младо лице и да биде ослободен од придонесите за здравствено и пензиско, ќе мора самата фирма да не го намали бројот на вработени. Значи, тој услов ги ограничува самите конфекции, бидејќи во конфекциите постои голема миграција на вработените. Значи, со кратки на месец се вработуваат па напуштат, така да претежно овој закон е за помалите семејни бизниси и фирмите кои планираат во иднина да ги зголемуваат бројот на вработени, а не да го намалат. Инаку со оваа мерка работодавачите кои ќе вработат невработени лица до 29 години возраст со полно работно време ќе бидат ослободени од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување, и тоа придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за осигурување во случај на невработеност. Обврска на работодавачот е да го задржи лицето на работа дополнителни 12 месеци по истекот на периодот во кој е ослободен од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување. Оваа мерка може да ја користат сите фирми кои немаат долгови по основ на даноци.